Овој сајм се случува по 12 пат. Ке учествуваат студенти, сите оние кои пополнија апликација за учество и секако повеќе компании. Со нас е и главниот организатор Стефан Серафимовски. Добар ден и за вас. Кажете ми да го најавиме настанот и кои активности и настани се закажани за денешното свечено отворање. Освен официјално отворање, каде што ќе има говори од нашите најголеми партнери, исто така ќе има и нетворкинг настан, каде што сите студенти кои што си имаат пријавено на претходно пуштената форма, ќе можат да учествуваат на нетворкинг настан и буквално да земат и да искомуницираат со одговорни за човечки ресурси во некои од најголемите македонски компании. Какво е досегашното искуство? Дали токму овие сајми им се од голема помош на студентите за понатамошен развој во кариерата, секако пракса и вработување, како и комуникација со компаниите? Токму така, освен комуникација со компаниите и пракси и вработување, многу студенти се пријавуваат и на предавањата кои што ги организираат исто така голем дел од нашите партнери и сите интервјуи и кейс стадии на кои што можат да учествуваат, кои што од една страна им ги зголемуваат, им ги прошируваат нивните знаења, а од друга страна секако согледуваат дали одговараат токму на таа компанија која што избрали. Така е. Има во склоп на саемот за кариера и вработување ќе има и денови на штандови. Каква ќе биде годинишната програма и што се ќе се нуди? Деновите на штандови, како што кажав, се отворени за сите студенти. Ќе има, значи, утре и задутре, односно на 5 и на 6 мај, ќе има денови на штандови во кампусот, значи, на архитектонски и на градежен факултет. А понатака, тука со над 30 компании ќе се представиме, значи, на овој кампус, на техничкиот кампус, во деновите 9 и 10 мај, односно следниот понеделник и вторник. Ви благодарам. Така е, значи, сите заинтересирани ќе можат да учествуваат и да ги посетат деновите на штандовите.